Колега Минов, кажавте се, но не кажавте една многу важна работа. Додека не се донесе новиот закон, има закон по кој што е регулирано плаќањето на субвенциите за тутунарите. Законот го носи името Закон за земјоделство и рурален развој, по кој што во март требаше да им бидат исплатени субвенциите на тутунарите. Тутунарите тоа го знаат, а го знаат и би рекол сите оние кои што членуваат околу таа поширока сфера на интерес. Во март требало да им се исплатат парите. А зашто не се исплатени парите? Затоа што пари нема. А зашто нема пари? Затоа што Зоран Заев треба преку истава агенција да добие грант од 1,4 милиони евра неповратни средства. 1,4 милиони евра треба да добие Зоран Заев за неговата семејна компанија неповратни пари. Во услови кога најголемиот дел од македонските земјоделци молат Бога да добијат 20, 30 или во многу редок случај 50% субвенција за да набават нов трактор. За македонските земјоделци нема да има субвенција, ќе се молат да добијат 20, 30 или 50% субвенција за да купат нов трактор, но за Зоран Заев ќе има 1,4 милиони евра грант. Тоа се средства кои што не се враќаат. Тоа кажете им го на луѓето. Тоа излезете и кажете им го на луѓето. За кои овде земјоделски политики зборуваме кога за неколку години, 3 или 4, 60.000 тони помалку произведуваме пченица? Зашто зборуваме тука за какви успешни земјоделски политики кога Србија не спаси со зејтинот? Зашто зборуваме тука кога Србија не спаси со пченицата? Зашто зборуваме тука? Во услови кога има, ќе речем, планетарна криза за храна, нашите култури скапуваат по нивите затоа што нема кој да ги откупи. Раноградинарските култури нема кој да ги откупи. Да зборуваме за 11.000 семејства од Кавадарци, Неготино и Росома што не може да направат посеби затоа што каналите не се исчистени. Да зборуваме, колегата Летков зборуваше за оризот за Вочешиново, Облешево, 1500 хектари, односно 50% од вкупната површина која треба да биде засадена со ориз, не е засадена заради тоа што тие вашите функционери не ги исчистиле каналите. Па вие ли имате образ да зборите за земјоделски култури? Па срамота е ова, господине Минов. Еве ќе го донесеме ова законско решение. Прво, вие не сте сериозни, тука не сте доволен број за да го изгласате. Еве кажавме, ние ќе помогнеме за да се изгласува. Па пак нема да се исплаќат. Зошто? Затоа што нема пари. А зошто нема пари, сакам да знаат македонските земјоделци, заради тоа што семејството Заеви, замислете, оние што го имаат најмладиот милионер и собственик на компанија за енергенти, треба да добијат неповратни средства од 1,4 милиони евра. Благодарам. Контрареплика, пратеник од Панчо Минов, повелете.